Само 193 слободни работни места на крајот од овој месец им стојат на располагање на невработените од Кочани, кои се обидуваат да најдат работен ангажман преку Агенцијата за вработување. Сличен е бројот и за лицата без работа во соседна Виница, каде се огласени 163 работни места што можат да се пополнат. Со таквата бројна состојба, двете општини сепак се во многу подобра позиција од останатите во микрорегионот, бидејќи за 30 места се пред општина Делчево, а во најлоша состојба се невработените Беровци, каде има само 4 слободни работни места. Според структурата на работници кои се бараат, доминираат огласите за ангажирање продавачи и келнери, како и текстилни и работници во градежништвото. Зад нив се слободните места за работници кои треба да извршуваат едноставни работни задачи, како и хигиеничари и такси возачи. Многу помалку се потребни квалификувани лица за стручните и административни дејности, како и за работно ангажирање во здравствената и социјалната заштита. Малиот број слободни работни места го отсликува и движењето на вкупниот број на невработени, кои во претходните 2 месеци во Кочани се стабилизираа на околу 3600 активни баратели. Со ова, нашата општина е на врвот во источниот регион според невработеноста. Податоците од Агенцијата за вработување покажуваат оти во Штип работа бараат 2800 лица, во Берово 1600, во Делчево 1500, а во Виница тој број е нешто над 700. Анализата на половата структура покажува дека во сите општини доминира невработеноста на женската работна сила, што изнесува околу 60% од активните баратели на работа.